драги гледачи, сабајлево, снег падна, јас се разочарав дека ја повеќе сум лето човек, но не е битно тоа. Битно е Тина што ќе ви каже. Веднаш ќе се вратиме на мојот лето човек, откако ќе ве потсетиме што не смеете да пропуштите во ова денешно издание на Црвена линија. Секако денес ќе ве потсетиме веднаш да бидете активни на 023076677, а секако и на Телма телевизија вечерва во 19:15 часот да го гледате новото издание на Топ тема. Од сите препораки за безбедна настава, Македонија ја почитува само правата. Училиштата први се отвараат, последни се затвараат, а во Топ тема ќе гледате и дебата со Злате Мекмедовик од Комисијата за заразни болести, Ангелчо Андоновски, педијатар, Јаким Неделковски од ЦОНК, Драган Даниловски, епидемиолог. Вечерва Топ тема со Боби Кристов во 19 часот и 15 минути. Тоа е вечерва што не смете да пропуштите, Топ тема, интересно делува и се надевам дека ќе биде. Но ние сега се свртиме кон нашата тема, а таа е: дали штрајкот е решение на барањата на ССМ за минимална плата? Но тоа не е све. Така, ќе имаме и подтема дали всушност во буџетот и постојат средства за да се зголеми минималната плата. Очекуваме со вас секако да дебатираме и да ни го кажете вашиот став околу последните случувања кои што особено се актуелни и жешка тема деновиве, но и секако со вас би сакале да проговориме околу тоа дали постојат разлики во однос на пријавувањето на минимална плата кај приватните работодавачи и секако во јавниот сектор. Меѓу другото, може и ве да ни откриете и дали имате добиено К15, а меѓу другото и особено ќе проговориме ако зборуваме за примањето околу тоа дали работите, односно сте пријавени на скратено работно време, а всушност работите многу повеќе. И сето тоа се разбира за да бидете пријавени на што е можно помалку. Тоа е оно што сакаме да ни откриете, од вас ги дознаваме актуелностите буквално на терен. Секако она што ќе следува е, еве секако ќе ви најави Тео, лето Тео. Кога сме веќе кај дискусијата, мора да ве потсетам и сигурно знаете, можда и здодевен сум веќе со ова, но гајле ми е. Ние секој ден пред емисија пуштаме на нашите социјални мрежи анкета поврзана со нашата главна тема. Денешната анкета гласи вака изгледа: со плата од 15.200 денари, дали треба да бараме 100 денари од мама и тато за кафе? Вака изгледа анкетата денешната. Да, не, после рекламите си ги знаете правилата, ние ќе ги објавиме крајните резултати. Нема долга векопка, ќе ви откриеме. А секако сега ќе се потсетиме со нешто што беше исклучително актуелно кога станува збор околу Сојузот на синдикати на Македонија и дискусијата со владата околу покачувањето на минималната плата до 18.000 денари. Многу повеќе од прилогот на нашата колешка Александра. Разочарани и незадоволни, вака синдикалците излегоа од средбата во владата каде им пропадна надежта дека по две одлагања сега конечно ќе постигнат договор. Бараат минималната плата да се зголеми на 18.000 денари веднаш и да се усогласат и сите други плати, како и К15 да добијат сите вработени во јавниот сектор. Велат добиле ке како одговор кој не го прифаќаат. Сепак даваат последна шанса во среда. Ако и тогаш не падне договор на економско-социјалниот совет на кој ќе присуствуваат и работодавачите, тогаш ќе има генерален штрајк. Велат ако не падне договор, штрајкот ќе се случи веднаш после среда, а најавуваат дека покрај прекин на работа на работни места, можно е незадоволството да го изразат и на протести, блокирање на раскрсници, фабрики и институции. Од владата пак посредбата, преку соопштение се согласија дека минималната плата е неопходно да расте, но не без согласност од трите страни. Минималната плата ќе продолжи да расте и системското решение ќе дојде преку диалог со сите засегнати страни. А решението кое би било предложено секако подразбира одржливост на подолг рок за пораст на минималната плата во согласност со порастот на трошоците на живот и растот на просечните плати. Претходно најавите од владата беа дека минималната плата ќе порасне, но најрано во вториот квартал од годинава. Бизнисот беше категорично против 18.000 денари минималец, го прифаќаат само законското согласување, кое би било раст од минимални 5 до 6%. Според податоците пак на синдикатот, во земјава над 100.000 работници се на минималец.
Нивните аргументи се дека поради економската криза загрозена е екзистенцијата на работниците. Пресметките покажале дека ниту две минимални плати од сегашните 15.200 денари не може да ја наполнат потрошувачката кошничка за 4-члено домаќинство која достигна 35.000 денари. Сепак дали владата, синдикатот и работодавачите ќе ги спеглат разликите или ќе има штрајк, ќе се знае во среда. И веќе одрежани јавуваат дека го имаме и првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Велам, добар ден. Добро вечер. Ало, добар ден или добро вечер. Добро вечер, како сте? Добри сме, вие како сте? Добро е. Кој е вашиот став околу последните случувања? Еве се најавува. Нашиот став. Ја да сум како владата ни минимална, ни пензионерите треба сите за да не им дават што беше најавено ќе јадеме живи луѓе. Када ги јаде живите луѓе, тоа нема народ. И на тоа се оди. Ме разбирате? Па не. Дали сметате дека штрајкот ќе биде единственото решение да се покачи минималната плата? И кучињата, и маските, и стоката треба и да се направи штрајкот. А да свртиме на друго. Има ли планирани пари во буџетот да се зголеми минималната плата според вас? Во буџет го крадат. Од кај знаеме дали има или нема? Па, дали предвиделе? Што мислите вие? Од вас очекуваме одговори. Мислам дека оние ги со камиони пари, а за народот нема. Така. Тоа се знае. Ова држава што работи и како прави. Дали може би вие земавте да прашам и К15, тако сте во активен работен однос? Ја не сум во работа милионер со 10.000. Истече времето, 90 секунди за секој јавувач во Црвена линија. И ете, дебатираме, всушност прашањето главно е дали штрајкот е решение на барањата на Сојузот на синдикати на Македонија за зголемување на минималната плата на 18.000 денари. Секако очекуваме, ако сте во работен однос, да ни откриете дали сте пријавени можеби на скратено работно време, бидејќи тоа не е толку нечеста појава кога станува збор кај приватните работодавачи. Но како и да е, затоа ви имаме вас на 023076677. И идеме со наш следен гледач. Добро вечер. Дали сум на линија? Вие сте? Секако. Благодарам. Па вака, по моје размислување, штрајкот не е решение. Значи, со тоа фактички само нема да се оди на работа, тој ден нема да биде платен за оној кој што ќе отсуствува. Значи, за мене штрајкот не е решение. Меѓутоа, синдикатот треба да си ги земе работата во своји раце, да преговара, да разговара со работодавачите, затоа што ако ги нема работниците, нема доход за нив, но нема и добивка за работодавачите. Една за секојаш треба да сватат и едните и другите. Ако оној кој не работи, нема личен доход. Оној кој дава работа, ако не дојдат да работат работниците, нема значи доход ни за едниот ни за другиот. Ми се чини дека погрешно е сето тоа. Меѓутоа, синдикатот треба нешто да размисли друго. Само ако прекорачам време ќе ми дозволите. Значи, пред можда повеќе од 10 години единствен случај е кога синдикатот од своите средства им плате изгубена добит на дел од штрајкувачите од судството. И тоа е последно и прво кој значи еден синдикат како треба да го штити работникот. Ако западне во криза, треба синдикатот да излезе во целост во одбрана на работникот. Ако треба дури и да го покрие онај губиток кој што ќе настани во работењето и кој ќе да ги добие своите права. Меѓутоа нашиот синдикат е значи пазарџиски, значи и ништо повеќе од сето тоа. Истече вашето време, секако ќе потсетиме дека утре е клучниот ден, каде што преговараат ССМ, секако со владени представници и со работодавачите. Така да утре ќе се знае дали всушност ќе одат на штрајк или можеби ќе се постигне конечен договор.
Така, тоа не дека они не се работат својата работа, туку утре е денот што го чекаме. А затоа се идеме на нашиот сленг гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, во црвена линија сте. Да, се слушаме, добро вечер. Како сте? Добро сум. Драго ни е. Сметам дека штрајкот не е решение за барање на покачувањето на плати. Зошто? Меѓутоа и штрајкот е решението е последно решение. Значи треба да се исцрпат сите други можности, како што слушнавме да се направат договори со стопанствениците, со владата и другите кои се инволвирани во тоа. Да бидеме најасно дека минималната плата треба постојано да расне и да ги прати трошковите. Плата 18.000 динара минимална не е голема и таа е малце. Плата треба да биде преко 20.000 и уште да се зголемува перманентно како што се зголемуваат цените на производите. Значи, работникот мора да биде заштитен. Најповеќе се тие кои се вклучени во производството што имат овие минималните плати. И што прават тие со овие мали плати? Значи, треба да има раст на платите, да се зголемуваат, да биде заштитен работникот. Тука треба владата да има, да предњачи, да не дојде до штрајкови и до немири, за да се усложнуваат уште работите. Тука слушам се јавуваат некои неодговорни гледачи, повеќе пензионери, само нема што да работат и зборуваат се што. Треба да се јават директно оние кои се инволвирани во тоа, за да можеме да чуеме што мислат тие, како мислат и што. Благодарам за вклучувањето. Ние секако ги контактиравме и од Сојузот на синдикати на Македонија, но оно што ни кажа дека денес на вистина имаат премногу обврски, имаат премногу состаноци и не е тоа така случајно, бидејќи утре е клучен ден за нив, односно утре е и главната средба со владините представници и работодавачите. Меѓу другото, ќе ве потсетиме со Тео дека сакаме да го слушнеме и вашиот став околу тоа. Ако сте во работен однос, дали го примивте долгоочекуваниот К15 приход и меѓу другото еве и околу пријавувањето, бидејќи во приватниот сектор знае да се случи, како што дознаваме, да работниците бидат пријавени на скратено работно време, а всушност целиот ден да бидат активни на работното место. Тоа све сакаме да слушнеме од вас, затоа идеме со следен гледач. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден, како сте? Добро, еве, само што дојавме од работа, ги слушам, луѓето се жалат, мала плата, мали пензии, а ја работам во државна институција и тоа во влада, еве кажувам, значи не кријам, 17.500 денари имам со 40 години стаж. Значи, испод, ако го донесе законот со 18.000, значи јас ќе бидам испод минималецот. По лепотизам се даваат плати, а јас со 40 години стаж, 17.500, тука ми е стаж, тука ми е храна, тука ми е превоз. А вчера некои дојдени им даваат по 25.000 плата, значи се работи се по партиска линија, верувајте. Значи ова е стварно нешто невидена работа. Дали добивте К15, еве тоа да ни кажете? Добивме по 9.000 пред Нова година ни дадоа. По 9.000 арки ни дадоа, да. Кој е вашиот став во однос на утрешните преговори на ССМ со владините представници и работодавачите? Сметате дека штрајкот е единственото решение доколку не се постигне договор? Точно така е дека штрајкот е решение, ама и за нас требат како административни службеници, значи ја работам административен службеник со минимална плата, значи со утре со која пензија јас ќе одам? Со 12 има колешки што отидоа со 12.000 денари, а 40 години работеле во државна администрација. Значи стварно е ова, не знам, што да ви кажам, некои седат дома во. Благодарам што еве верувам прв пат се вклучувате во црвена линија и се надевам дека работите барем од утре ќе бидат подобро за работниците. Се надеваме, а затоа сега идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Дали се слушаме?
Добро вечер. Како сте? Па добро, пратам и решив да ви се јавам. Драго ни е. Драго ни е. Да. Прашањето е има ли планирани пари во буџетот да се зголеми? Да се зголеми минималната плата. Да. Логиката е логиката за мене е кога се планира да се зголемуваат цените, мора да има и планирано и за буџетот, нормално. Да. Инаку нема смисла сето тоа. А дали штрајкот е решение? Мислам дека веќе штрајкот е до толку искористен како една проформа, не е како пред многу години кога штрајкот самиот збор плашеше на некој начин. Сега штрајкот, поготово во оваа пандемија, каде луѓето се исплашени и седат дома ради пандемијата, малку е илузорно. Мислам, не е решението. Меѓутоа, синдикатот е толку упорен, за кој што му честитам, затоа што на вистина има потреба од зголемување на минималната плата. Чак што више и таа минимална од 18.000 е, ајде да не бидам нечесен и толку нескромен, и таа е мала. Така, благодарам што се вклучевте во црвена линија. Секако внимавајте и на тајмерот, 90 секунди е за секој гледач. Се надевам дека имаме и следен гледач на 0230766777. Ако сте во работен однос, ве подсетуваме, открите ни дали имате примено К15 и дали сте пријавени, да речеме, на целосно работно време. Исто така може да прашаме утришната седница со представниците на ССМ. Според вас дали ќе биде успешна? Дали минималната плата ќе се накачи? Ве очекуваме. Добро вечер. Ало, дали се слушаме? Одлично, во црвена линија сте. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Вака сега. Кај нас е све наопаку, така да и штрајкот нема никаква функција. Пандемија, ладно време, приватници, кој приватен ќе ти даде да одиш да штрајкуваш, ба одма ќе летаат од работа. Ако излезат, ќе излезат некои административци ради реда и тоа е приказка. Немаме ние синдикат, немаме ништо. Све е лук и вода, го лажат народот. Со 300 евра, па тоа е понижување, бе. Минимална да се борат, па не ви даваме, па ќе ви даеме. Абе, скратите ги платите на административците, во пандемијава ништо не работеа. Скрати број на администрација, скрати плата на овие лапачиве политичари, ништо што не работат. Не ни одат у собрание, има пратеници што не влегле у собрание. Кажете ми дали вие примивте К15, доколку сте во работен однос? Само да докажам, ова што беше Бонева, 20.000 евра зема само за транспортни трошоци луѓе. Нити ги врати парите, нити одговараше. И исто и други пратеници од другите партии. А луѓе немаат леп да јадат. Над 60-70% имаат минимален доход, бе, луѓе. Тоа го разбирате ли? 250 евра. Луѓето едва и преживуваат. Ама таков овој мирен народ, без навреди. Народот нема да го вреѓаме секако, но она што ќе направиме, ќе ви се заблагодариме за вашето вклучување во црвена линија. Секако, Тео ќе ве подсети дека на социјалните мрежи треба да ве има и да коментирате. Нормално, на кратко ве подсетам, знаете, здодевен сум веќе, но тоа е тоа, тие се правилата, како вие може нас да надобиете на нашите социјални мрежи, на Facebook, на црвена линија, во месеч, односно порака, може да ни пратите ваше мислење за темата. Исто така може и да коментирате во статусот што го пишуваме тема на денот, нормално и на нашите други социјални мрежи на црвена линија на Twitter и Instagram. Можете и таму да го изразите вашето размислување, вашиот став за денешната тема. Можете и да ни се јавите на традиционалниот начин на телефонскиот број 02-307-6677. Ве очекуваме да ве слушнеме. Идеме со следен гледач. Добро вечер.
Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Еве една напомена, како и секогаш намалете го тонот на ТВ приемникот, да не се создава фони и меѓу другото и да се слушнеме подобро. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Добро вечер. Ајде, јас да пробам? Ајде, Тео. Ајде, добро вечер. Еве тук. Јас успеав. Ало? Да, дали се слушаме? Да, бе, се слушаме. Одлично. Одлично, како сте? Па, сега некој пред мене бил тој што ја затаил работава. Се надевам добро. Што се однесува до штрајковиве, би кажал, значи, сите барања се во право, не само што треба да запрат, него треба да изблокираат цела држава. Значи, во сите тие, во рангот на работници спаѓате и вие, како новинари. Така да сите се работници, едино газдите се власта, собранието и овие тајкуните, да ги речам, тие се газдите. Сега, ако сакаат да постигнат нешто, мора да запрат све, ама да им се придружат. Тука има една КСС, исто организација синдикална, и тие треба да дојдат. Треба сите независни синдикати да дојдат да им помогнат. Значи, па и, кој што гледам, има и синдикат на пензионери, па и тие нека дојдат, затоа што и за нив е исто важечко. Не вака со ситна боронија да се задоволјаваат со 300 денари пензија што им покачиле. Значи, ако се утре прави гужва, да отидеме сите таму, па да видат дали тој Дарко нема сила или има сила да ги растресе малку, да ги извади од кондури овие нашиве велепоседници, да ги речам, власта и тајкуниве. Значи, обавезно сите да се придружат утре, а не еден куп народ да ќутат, да седат дома, ладно било, снег врнело. Поздрав, пријатно. Благодарам што се јавивте. Поздрав и благодарам многу. А сега особено ни е драго, бидејќи ексклузивно еве ќе се отстапи време и за црвена линија, бидејќи ќе имаме вклучување од Сојузот на синдикати на Македонија. Ние ви напоменавме како црвена линија дека денес интензивно работат, имаат голем број на состаноци, токму поради битната средба која што треба да биде и одлучувачка утре. Дали го имаме и председателот на Сојуз на синдикати, господинот Дарко Димовски. Дали го имаме на линија? Да? Дали се слушаме со господинот Димовски? Одлично, како сте? Благодарам, поздрав до вас и до Теа. Благодарам. Благодарам што успеавте пред се да одвоите и телефонски да ни се вклучите директно до ќе кажам интензивен ден во синдикатот. Како напредуваат состаноците? Дали сте оптимисти за она што ќе се случува утре? Денес во Сојуз на синдикати на Македонија се сретаме со повише политички партии, координатори на политички партии внатре во собранието, каде што имаме конструктивни разговори во делот за порастот на минималната плата, но мора да напоменам за сите гледачи да не дојде до нејаснотија дека ние се бориме за сколесо зголемување на сите останати плати. Не се бориме само за минималната плата како социјална категорија до 18.000 денари која бараме во моментов, туку и скалесо зголемување за сите останати плати во државата. Не значително дали од јавниот или од приватниот сектор. За тоа да нема до забуни, бидејќи следе више дел од емисијати, за тоа побарам да се вклучам. Значи, предлог законското решение на Сојуз на синдикати на Македонија вели минимална плата 18.000 денара или не помалку од 60% од просечната плата, но согласно членот 8 за минимална плата и скалесто зголемување на останатите плати согласно законите и колективните договори во секторите или гранките. Еве, дали сте оптимисти за средбата која што треба да имате утре, бидејќи утре е клучниот ден, утре е главниот тајминг? Да, многу ги интересира дали позитивно ќе одат работите на утрешната седница. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија направивме дури анализа каде што ангажиравме именитни професори како што се Бранимир Јовановиќ, еве бившиот министер Тевдовски и така натаму со помош на една фондација, германска фондација, каде што анализите јасно кажуваат доколку минималната плата се зголеми баш во ова време на ковид пандемија, економска криза, енергетска криза, работникот ќе биде задоволен, а со тој попродуктивен. Додека приходите
во компаниите, фирмите онамо каде што работиме ние како работници, ќе бидат значително зголемени за одреден процент. Тоа јасно кажува дека не треба да се плашат и охрабрам работодавачите за утресната средба, да го направиме тоа заедно, да дадеме на достојна плата, каде што првен нас ќе не задржат како работници, нема да градиме туѓи економии со тоа што нема да бараме работа во странство, тоест надвор за државата, а ако кажам, бенефитот е и на нивно задоволство, бидејќи приходите ќе порастат значително, пак е во делот на зголемување на капиталот на таа компанија. Еве, дали можеби на дневен план ќе дојде и дискусијата околу неисплатените К-15 кои што законски се должни да ги исплатат работодавачите? До нашата апликација е-советник, како и до бесплатната телефонска линија која имаме во Сојуз на синдикати на Македонија, која вели пријави за себе, пријави за друг, пријави анонимно. Секаде онамо каде што имаат пријавено од страна од нашите работници и кои не се членови, ние како Сојуз на синдикати на Македонија пуштаме преставки до трудовиот инспекторат и секаде интервенирано преку, ако има синдикат во тоа предпријатие, преку тој синдикален представник или председател на таа синдикална организација, доколку нема, си го праќаме инспекторот и секаде согласно колективниот договор во приватниот сектор бараме да се исплати тој регрес или 40% од просечната плата. Второто барање на Сојуз на синдикати на Македонија во контекст на ова што го збориме е исто бараме регрес во јавниот сектор за сите вработени во јавниот сектор, бидејќи не може тоа право да го уживаат работниците од приватниот сектор, а да ги земеме работниците од јавниот сектор баш онамо каде што државата е работодавач. И еве, според вас во буџетот реално има ли средства за да се формира минимална плата од 18.000 денари? За работникот сегаш треба да има средства во буџетот, бидејќи работникот е движачката сила и работникот го спара капиталот, додека работодавачите и државата управуваат со тој капитал. И не треба да се сомневаме дали треба да има пари за работникот или не. Баш напротив, преку зголемување на минималната плата се зголемуваат и даноците, тоест уплатата на даноците од страна на работодавачите по основ приходи од платите на работниците. И како што барат работодавачите од државата да субвенционира или да вложува во делот за машини и така натаму, треба и државата да си го собере својот бенефит по основ на даноци, а ние да бидеме задоволни работници, како што барат они, да бидеме попродуктивни, тоест после работното време да не идеме да работиме на друго место и да ни стафаат платите баш онака како што бара таа минимална потрошувачка кошничка, да имаме за живот, а не за преживување. Ви посакуваме многу успех во вашата битка за постигнување и остварување на сите права на работниците и секако останете со црвена линија и се надевам дека за многу позитивни нешта ќе зборуваме наредниот пат во црвена линија. Благодарам, поздрав до сите гледачи до вас и се слушаме со позитивни резултати. Поздрав. Благодарам многу. А сега мислам така пред мал одмор, мислам дека имаме време за уште еден гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Како сте? Добре, видите, јас ќе зборам од искуство затоа што сум го поминал овој пат, нема да фантазирам како некои што фантазираат. Ако некој се буни против покачување на минималната плата од пензионериве, тогаш јас зборам па зашто државата мора да ги покачи пензиите. Дали штрајкот е решение за барањето на ССМ? Да. И ќе ви кажам дека многу психички ќе влие на политичариве наши, мора да ги разбудите. Заканата со штрајк многу ќе ги разбуди да политичариве сегашни и идните да знаат веќе на кој терен влегуваат, затоа што ние треба да се навикнуваме на некои новитети во оваа држава, доста беше спиење. Тоа е едната работа. Втората работа, буџетот не ја дава минималната плата, ќе ја даваат газдите. И сега не разбирам кој кого штити овдека. Работодавците треба да се штитат или буџетот. Имам ја еден предлог кој може да се најде заеднички јазик, а тоа е дека државата би требало сега за сега во оваа криза да се откаже од доначување на тие 50 евра колку треба да се покачи минималната плата, бидејќи и сега тврдат дека буџетот добро се полни. И сите фондови се подмирени, и пензиски, и социјални, солидарни, и здравствен. Што значи, до некој подобро време од 2 години државата овие 50 евра не би требало да ги одоночува, со тоа ќе помогне на стопанствениците да ги покачат минималната плата.
Што значи ова покачување на минималната плата? Треба да знаат сите дека тоа значи и поголема пресметковна вредност утре за во пензија. Да не утре ја и викаат некој ја имам мала пензија, имам. Благодарам за вклучувањето во црвена линија, а сега Тео, еве ќе ви најави како ќе одмараме малку. Да, пред да најавам како ќе одмараме, да потсетам, припазете на времето додека ве имаме во емисија. А сега малце да одмориме со реклами. Се враќаме после малата пауза, одморени, спремни за втори дел на црвена линија. Но пред да го вклучиме нашиот следен гледач, малце се свртиме кон анкетата што е на нашите социјални мрежи, на Телма телевизија, на Инстаграм и на Фејсбук, така и црвена линија на Инстаграм и на Фејсбук. Да се свртиме кон крајните резултати на анкетата. Ако може, така. Црвена линија, со плата од 15.200 денари, дали треба да бараме 100 денари од мама и тато за кафе? Какви се резултатите? Резултатите се дека за да гласале 47%, а не 53%. Значи, до крајов, дали ќе покажем уште еднаш, како и да е, постојано може да гласате и секако да се јавувате на 023076677. Она што говориме е дали штрајкот е последно и финално и единствено решение околу исполнување на правата на работникот. Одиме со вклучување на следен гледач. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар вечер. Ме интересира мене за синдикатот. Не можеме од пензионери во секојдневни да добијаме. Ние ще имаме 10 години стаж. Дали некој кај сме заведени некаде или ќе не стрелат некаде на площад? Зашто нема за нас, значи по 66 и 7 години, ништо, ни по една илјадарка да дадат? На кого ними за струја? На пензионерите све малце била. Ние со 10 години стаж нека дадат по 2000 по 1000 денари. Срамота е ова, значи никој не води сметка колку илјади сме ние. Некаде сигурно 3-4 Според вас има ли всушност доволно пари во буџетот да се оствари ова барање минималната плата да изнесува 18.000 денари? Ама нека изнесува, него ние кај сме, јас тоа се чудам. Значи кога имам нетешка собраќајка, вика не ти е важен изгледот, не треба да работиш. А сега кога не ми е важен изгледот, јас ги имам годините, пензија немам. И кај да се обратиме? Ова е интересно. Само за малите пензии да не му биле до 10.000. Така, ова е интересно, ова можеме да го земаме во предвид и да имаме тема. Јас ич не земам. Така. Истече времето, ова е интересно, секогаш зборувајте отворено за вашите проблеми со оглед на тоа што и вие сте ни нам инспирација за да креираме нова тема, бидејќи сепак црвена линија е за вас, односно е за јавното мислење на народ. Сепак од вас зависиме, како и да идеме со следен гледач. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Се слушаме, јасно, гласно. Добро, најпрво поздрав до вашата емисија и до вас. Благодарам. Дали штрајкот е решение на барањата на ССМ за минимална плата? Да. Да, решение затоа што утре веќе ако има состанок, ако се исцрпат сите арсенали за недоразбирање, тогаш штрајкот мора да биде решение. Затоа што не може нашите олигарци, нашите капиталисти за кратко време да се збогатат. Бидејќи работникот, добро рече и председателот таму на синдикатот, дека работникот е главен двигател во сите сфери на општествено-политички живот. И тој кога ќе биде задоволен, нормално и ќе биде производството поголемо. Меѓутоа, кога има стега во производството, а производството представува процес на труда, кога тој од ништо прави нешто, а тоа е добро за државата. Затоа штрајкот треба да биде решение и да бидат револуционерни. Мора еднаш да застанеме, малку да се поздигнеме. Не може вака со овие мизерни живеење, со мизерни плати, со мизерни пензии. Еве, добро, и пензионерите се во право. Значи, треба да има социјални
социјалните разлики да бидат намалени. Секој треба да живее. Благодарам за вклучувањето во црвена линија на 0230766777. Сега го очекуваме да ни кажете и околу пријавувањето, односно на колку сте пријавени во однос на работни часови. И секако за исплатата на К15, дали е остварена, доколку сте во работен однос секако? Така, јас само ќе надополнам. Од ССМ бараше за сите оние што имаат 64 години, а немаат 15 години стаж, да се докопат. Ете така, дали имаме вклучување, дали имаме следно јавување во црвена линија? Добро вечер. Добро вечер. Јас без наред. Дали се слушаме? Да, одлично ме слушаме, во црвена линија сте. Значи на линија сум, така? Да. Така, одлично ве гледам и одлично ве слушам и ве разбирам. Одлично. Види вака, значи ќе се посвам малце селски. Значи прво као прво, 20% луѓето од државата искочија. Добро. После това, некаде 50% луѓето во државата не примаат дури ни 15.000. Некој влегов со една илјадарка у продавница во едно кесиче ставив и викам кај ми отидоа парите. Значи во една кеса. Друго, и 20.000 да кача плата, 20, а дури ќе биде, значи буквално малце. Сега, филе, миле, овие у собрание се молат, даваат по еден упалјач или по едно пенкалце за да добијат глас. И после не познаваат. Значи, накратко ви кажувам, К15 не сум земал 15 години, вработен сум у Македонија пак. Добро. И према тоа, што друго да ви кажам? Значи, држава неќе никој да оправи за 30 години уназад. Уште еднаш ке подсетам, внимавајте на таймерот 90 секунди е времето за секое јавување, а на гледачот му се заблагодаруваме што се јави и што ни откри каков е неговиот став. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Доека го добиеме следниот гледач, малце да се свртиме кон Твитер заедницата. Еве слика и пост. Ја на кај банкомат која ќе кажат има плата. Ова може да замислиме која ќе накачат минималната плата, каков шпринт сите ќе мавнеме вака. Да, и вака трчаш колку дена, само 3 од месецот. Одиме со уште еден гледач во црвена линија. Добро вечер. Дали сме во програма? Да, секако во црвена линија сте, повелете. Сакам да кажам за ова минималната плата. Да? Па ја мислам дека не е минималецот баш 15 или 18, дека се дава испод рака, дека е плата многу поголема, само што гражданите избегаваат тоа да го пријават. Тука има голем проблем што треба да се реши. Утре изгледа тоа дека и за пензија, помала пензија ќе има, така да е голем проблем што треба да се запраша малку власт. И не треба да се бунат гражданите зашто се покачува минималецот. Основани многу пари ќе им бега од джеп. Дали сме јасни на тоа? Да, така, ве слушаме. Така, се уште ваше е времето, 42 секунди имате. И сакам да кажам и за К15. Има фирми што вработуваат лица со посебни потреби. Они се ослободени. Дали ги следуваат тие лица К15? Ради на тоа да направиме малку да позбориме на таа тема. Добро. Па немам повеќе да кажам. Сакам тоа да, ако може, малце да се отвори тема, да се дискутира на тоа. Да. Така. Благодарам многу што се јавивте во црвена линија. Ова беше и последниот гледач за денес. За утре имаме исклучително
жешка тема, а особено сакаме да ве имаме во што е можно поголем број. А еве зашто ќе дискутираме, треба ли во Македонија да се легализира брак на истополови партнери. Меѓу другото ќе имаме и по тема до кога во Македонија ќе има спротивставени размислувања околу истополовите бракови. Ве очекуваме во поголем број во утрешната емисија, да ни се јавите, исто така и преку социјалните мрежи. Не се срамете, ве очекуваме. Имаме и анкета, секако ќе биде објавена на Инстаграм, дали ги е окей, очекуваме да гласате и се разбира утре дебатираме токму на оваа тема. Останете во добро здравје и секако вечерва не ја пропуштете втората епизода на Тајкон. Довидување. Чао, чао.